повеќе информација? Знам дека сте се уште со нас на програмата на телевизија Нова. Разговорот кој што следува, верувам дека ќе ве задржи и понатаму на нашата програма. Ќе разговараме за инвитро оплодувањето, односно ќе ги одговориме сите оние прашања кои што често се поставувани, меѓутоа можеби сепак имате некоја дилема. Добро утро и добре дојдовте пред напорен ден кој што ве чека во текот на ова деноноќе. Му посакувам на доктор Глигор Тофовски. Ви благодарам за тоа што ни излеговте во пресрет. Добро утро. Да почнеме од тоа кога почна инвитро оплодувањето во Македонија, колку бебиња се родени досега? Па досега точната бројка на бебиња ја немаме, меѓутоа отприлика преку 1000 бебиња имаме во Македонија што се, да кажеме, резултат на оваа метода, односно на инвитро оплодувањето. Со други зборови, тоа се 1000 брачни двојки кои што се имаат израдувано на своето потомство, а кои што без оваа метода не би можеле тоа истото да го остварат. Јас сега ви дискутиравме, многу пати сме збореле и со вас и со други репортери кои се однесуваат во здравството на оваа тема и мислам дека добар дел од пациентите и од популацијата знае, свесна е тоа што подразбира. Значи таа метода која што постои одамна веќе 38 години и има во светот милиони бебиња, преку 3 милиона бебиња кои што се, да кажеме, живи и здрави постојат заради оваа метода. Методата е многу битно да се спомене, тоа сите збориме инвитро, значи тоа е инвитро фертилизација и ембриотрансфер. Тоа значи дека за разлика инвиво, значи кога бебињата си ги правиме сами во живо, овде процесот на оплодување на јајните клетки всушност се одвива вон телото, значи вон живото битие, се одвива во надворешни, во прецизно определени лабораториски услови, каде што се мешаат сперматозоидите и јајните клетки што се добиени. Токму затоа се нарекуваат и бебиња од епрувета. Бебиња од епрувета, всушност тоа не се епрувети, тоа е само исто една, како да кажам, вообичаена забуна, односно вообичаена дозволена всушност да кажеме една компарација помеѓу инвитро оплодувањето, бебиња од епрувета, всушност тоа се едни округли чашки вака од околу 5 сантиметри кои што се имаат свој долен дел, своја култура и свој поклопец и се чуваат во инкубатори во соодветни услови какви што треба. И потоа кога ќе настане ембрионот, значи кога ќе се создаде тој нов организам, после неколку дена, дали 2, 3 или 5, најдобар е успехот кога се враќа 5-тиот ден, значи ембрионот назад, се прави тој вториот дел, значи инвитро фертилизација и ембриотрансфер. Значи се прави трансфер на тој ембрион назад во идеалните услови што се за растење на еден нов жив, да кажам, организам човечки, односно во матката кај мајката. Назад. Од што зависи успешноста на оплодувањето? Споменавме дека многу брачни двојки во Македонија си имаат израдувано на своето потомство токму поради инвитро оплодувањето, меѓутоа од што зависи успешноста? Па во принцип тоа ќе го одговориме со само до тоа што ќе одговориме претходното прашање од што зависи дали таа пациентка и ќе дојде воопшто до методата на вештачко оплодување, односно на инвитро, а тоа зависи од кои се причините кои што ги носат, значи најчесто причините може да бидат и од машката и од женската страна. Значи инфертилитет е болест на парот, значи не е на индивидуата. Има фактори што зависат од жената, како дали има проводност на тубите, некакви си органски нарушувања на гениталните органи, можеби да има проблеми со самата овулација или се проблеми кај мажот, например, со спермата, со бројот на спермата, со квалитетот на сперматозоидите и дали воопшто постојат сперматозоиди, дали тој создава сперматозоиди. Постојат фактори кои што зависат од двојцата партнери, значи имаме комбинација и од еден и од друг тип на проблем и постојат така наречени парови кои што имаат необјаснив инфертилитет, односно некаде околу 10 до 15% од овие парови што одат на инвитро немаат, по она што ние го испитуваме како претходни испитувања, немаат некаков проблем, меѓутоа не остануваат бремени. Баш пред некој ден кога им предав на студентите по медицина, им викам, знаете ли, викам, што значи ова? И они вака сите како и ти сега ме гледаат, и викам, ова значи дека медицината се уште нема откриено многу од факторите што влијаат, меѓу другото што влијаат и на успешноста нема одговорност на многу прашања. И тоа е полето за нивните идни научни истражувања, зошто во определени услови тоа постои, не постои. Може се психички фактори, може се разноразни хемиски соединенија, хормони кои што ние ги создаваме во своето тело, а не сме свесни за нивното постоење. Така. Постојат ли одредени случаи, околности, одредени пациенти и состојби кои што не препорачуваат инвитро оплодување?
Има се вака, поимот инвитро уствари, инвитро плодување, Така. значи подразбира, пак ќе се надоврзам на тоа, многу состојби во кои што не може да настане спонтано Така. оплодување и раст и развој на плодот, значи во неговиот почетен дел. Главната, да кажам, непознаница во овој дел е всушност тоа зошто и како, значи ние успеваме како гинеколози и биолозите како биолози, тој првиот дел од припремата на пациентките, добивање на јајните клетки, спремање на ендометриумот за имплантација за да се врати ембрионот назад. Значи тој дел што е лабораторискиот исто е, да кажеме, доста профилиран како треба да се одвива, што да се одвива. Главниот проблем, односно од што највише зависи успешноста и оној кој што тоа ќе го открие сигурно ќе добие Нобелова награда е всушност зошто ембрионот, некои ембриони се залепуваат, значи се имплантираат, други не. Така. И тоа е голема непознаница. И тоа, да кажеме, од тоа е главната успешност зависи, иначе секако зависи од годините на пациентката која што ќе оди на инвитро, од, да кажеме, додатните, односно придружните заболувања кои што може да постојат и така натака. Така. А во однос на пациентките кои што би можели, би биле кандидати или не, кај што би имале штета, не би имале штета, сега е во последно време многу модерно да сите, да кажеме, негде успешноста на инвитрото е во толерабилни мерки, односно граници, некаде до 44-та година кај пациентката. Понатака, веќе успешноста е толку мала, значи сите оние случаи што ги гледаме на телевизија, останала трудна на 52 години родила, близнаци на 60 години родила, всушност да бидеме реални, не се добиени ембриони од јајните клетки на таа жена која што ги родила, него се всушност со донација на јајни клетки од помлади женски особи кои што сакаат да ги донираат своите јајни клетки на тој пар, да кажеме, за да тој може да има потомство. Во определени ситуации, овие пациентки, што се повозрастните, и не би требало да поминат низ циклус на хормонско стимулирање, затоа што сепак ризикот и од други заболувања, кои што би можеле да се предизвикаат со давање на високи количини на хормони, исто така треба да се има предвид. Така. Како изгледа подготовката на брачниот пар, меѓутоа и на идната мајка за инвитро оплодувањето? Што е она што задолжително им го препорачувате на вашите пациенти? Па, во склоп на сите претходни, значи нашите пациентки не е тоа како сега ќе дојдат од мене и одма ќе ги ставиме на инвитро. Значи они прошле низ некој процес, низ некои одредени, ние ги викаме прво ниво на терапија за инфертилитет, од второ ниво, значи дали некакви си методи претходно што се употребуваат за да дојдат всушност до оној момент, ако нема нормално, ако има апсолутна пречка да не може, например, ако се каналите затнати, апсолутно таа не може да остане и ги прескокнува сите други работи, оди директно на инвитро методата. Меѓутоа, доколку, да кажеме, го тера целиот нормален тек, таа веќе на некој начин и психофизички спремна за тоа што би требало да го помине. Процесот претходно им се објаснува, значи сите парови одат и кај правно лице и кај психолог за да сватат како функционира, каква е методата, какви се последиците, што се може да се случи понатака и нормално се консултираат со својот лекар, со сестрите кои што се на оделот за да и тие им објаснат како оди процедурата, затоа што самиот тој процес, значи од кога ќе се отпочне, некаде од 20 денот преходната менструација, од тој случај она е во еден подолг време прима хормонски препарати. Значи преку 20 и да кажеме до 25 дена е под дејство на хормонски препарати. И затоа мора да е запознаена со сите, да кажем, влијанија на хормоните на нејзиниот организам и нормално сите пациенти и претходно треба да се запознаени со, да кажеме, кое е некое средно ниво на успешност, тоа варира во зависност од годините, од факторите за инфертилитет, меѓутоа некаде да кажеме успешноста околу 30 до 35% генерално и затоа и ние треба да сме свесни, а и пациентите, дека од 3 брачни пара кои што ќе одат на инвитро, еден ќе оди со дете дома, а останатите 2 ќе ја чекат следната можност. Затоа и државата дава во склопито што е позитивно, затоа и постои така наречено тоа државно инвитро, односно фондовско инвитро, затоа што им нуди до 3 пати да пробаат, значи статистички некако дека во тие 3 пати ако се земе по 35% успешноста, дека би требало некако да се стигне до посакуваниот успех, што сепак не значи некои пациентки ќе останат од прва, некои дури од 6-тиот пат ќе останат бремени.
некои нема да останат никогаш. Пак ќе кажам, тоа е ново поле за научни истражување понатака во медицината. Така. Доктор Тофовски, ви благодарам за овој разговор. Верувам дека беше, иако беше краток, сепак беше корисен веројатно за нашите гледачи, да се видиме повторно во нека друга прилика за исто така интересна тема. Секако би сакал. Интересна е темата многу, може да се вклучат и гледачите. Ние и предходно го допревме тој момент. Ова е инвитрото е на некој начин мешање во природните текови, да кажеме. Меѓутоа никој не знае на крај до каде ќе стигне и човештвото. Сега имаме само еден дел вон човечкото тело од оплодувањето, може да утре други ден, како во научно-фантастичните филмови, може и предходницата и завршницата на човечкото, да кажем, размножување да се тргне можеби од човечкиот организам. Адма ќе видиме. Останува да видиме, да. Благодарам за овој разговор и посакувам успешен ден денеска. Благодарам и на вас исто така. Благодарам. Почитувани гледачи, останете на програмата на телевизија Нова, тука се најновите информации за вас.